Добро утро, вие сте со утринската програма на Телма. Ова утро да си кажеме за економијата, за буџетот, за стандардот на граѓаните, за она што веројатно почитувани гледачи вас и најмногу ве интересира. Гостин е универзитетскиот професор Борче Треновски од Економскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професоре Треновски, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Ке ми дозволите на почетокот со една констатација како кус вовед во разговорот и ќе ве замолам за едно директно одговор на прашањето. Голем број фирми и бизниси, а уште поголем број граѓани од ден на ден живеат се потешко и мачат како да сврзат крај со крај. На онаа здравствена криза од ковид пандемијата се надоврза една безбедносна криза, па потоа таа се прелеа во енергетска, па се надоврза и економска криза, значи сите неколку кризи се споија во едно и тоа реално се чувствува. Дали вие како универзитетски професор кој ја проучува, ја анализира, ја наблюдува економијата и економските текови, сте позагрижен од обичните граѓани или кај вас има простор, гледате надеж? Или пак да го преформулирам првото прашање, дали одговорот на надлежните, на владата, на институциите остава простор да се надеваме дека ќе биде ублажена, ќе биде амортизирана тие удари на сите тие кризи и дека ќе ја преживееме и пребродиме лесно зимата? Видите, ова прашање прилично комплексно вака звучи, можеме да дискутираме, предпоставам, многу подолго и цела емисија само на ова прашање, пошто е клучно и важно во оваа насока. Она што можеме да го кажеме е дека по природа јас сум оптимист. Значи секогаш се надевам дека ќе биде подобро. Ова е веќе лична моја констатација и природа во оваа насока, дека ќе биде подобро, ќе се смени и така натаму. И мораме да преживееме. Мора да го кажеме тоа прво за да не бидеме во следниот дел од мојот одговор поразочарани. Меѓутоа голем дел од факторите, ако се анализираат економски, глобални и така натаму, водат кон тоа дека најверојатно ризиците за економските активности за економијата ќе бидат надолни. Зошто го кажуваме тоа? Веќе се наоѓаме во една ситуација кога имаме низа, ги набројавте убаво, кризи и, како да кажеме, неповолни настани. Долго време не сме имали, јас не памтам, јас сум помлад, меѓутоа и по возрастните кога дискутирам со нив, не памтам толку негативни настани пред се за економијата и за социоекономијата да се случиле на едно место, од здравствена, економска безбедноста. Имаме таква неизвестност која убива се, ја убива секоја економска активност, бизнис идеја, инвестиција, желба да смените нешто, крева паника, влијае на цените, влијае на намалување на економската активност, така да самата неизвестност сама по себе влијае драстично на уништување на економската активност. Јас имав еден настан пред некое време кога имаше околу 400 бизниси и ги прашав дали очекуваат дека ќе биде подобро или полошо. Најголем дел од нив, над 90%, крена раката дека не веруваат дека ќе биде подобро. И самото тоа ме загрижи, им реков, ако треба да трае кризата 6 месеци, после вашиот одговор ќе трае 2 години, затоа што мора економската активност и инвестиционата да се сменат. Тоа е едната работа. Ситуацијата глобална не е поволна од причина што се уште се најавуваат забавување на глобалната активност. Нашите најголеми трговски партнери, ние живееме од околината. 140% на нашиот бруто домашен производ се разменува во странство. Значи зависиме од тој дел. Од друга страна фискалните состојби се исцрпуваат. Полека во детали само генералната. Да ги спомнам генералната, да. Фискалната состојба не е поволна, односно веќе се исцрпуваат потенцијалите за мерките кои се водат од владите, она што го спомнавте. Пристапот до финанси на глобално ниво полека се успорува и се намалува. Самата ситуација, ефикасноста на мерките и цените, безбедносната криза за која дискутираме, нема најави дека набрзо ќе се ублажи. Сите тие работи водат кон една непредвидлива економска слика глобална во која живееме. Ви благодарам за деталниот одговор. Вие детално и економски ја опишавте она што јас го дадов како вовед. Меѓутоа ми останавте должен, така барем е мојот впечаток, на куса оценка за одговорот на надлежните. Дали одговорот, мерките што владата досега ги преземаше во неколку наврати, во повеќе пакети, оставаат простор за тој оптимизам малку да се зголеми? Зборувам од ваш светоглед како од перспектива на научник, која анализира. Рековте дека бизнисмените од 490% се песимисти. Видите, дали ќе одговори? Прво да кажеме две работи. Пак морам аналитички да му придам на проблемот. Од едната страна треба да кажеме дека зборуваме за една отворена економија, значи која е отставена на глобалниот ветер. Значи каква и мерка да преземеме? Ако нашите најголеми трговски партнери, странски инвеститори, дознаките од странство не стигнат, нема мерка која може да го анулира ударот во нашата економија. Прво мора да го знаеме тоа. Структурата на нашата економија е таква. Мала, отворена земја, увозно зависна, и таа увозна зависност и концентрација во увоз и изvoz не се менува на кратко, тоа се структурни промени кои траат со години, може и децении.
Така да во оваа ситуација тоа е едната страна. Другата страна се ефикасноста на мерките. Вие убаво кажавте и се разбира се презема определени мерки. Дали можеше подобро? Најверојатно и можеше подобро да се преземе во определени, како да ги накажеме, позиции. Најпрви јас често коментирам навременоста на мерките кои се носеа. Долго време се шпекулираше дали ќе бидете, тоа не смее да го остави ни една влада, ни еден креатор на политика, да спекулирате дали ќе има мерки или ќе нема, затоа што тоа директно влијае на однесувањето на бизнисите. Влијаат врз нивните цени, врз нивните инвестициони одлуки, врз паниката која се создава на населението. Од друга страна, дали беше доволно силен ударот да им се помогне на граѓаните и на бизнисите во овој период. Тука сме ограничени од капацитетот наш буџетски. Се разбира дека можеа да бидат посилни. Граѓаните имаат определени мерки, меѓутоа за да се анулира, да се намали тој удар врз нив, тие мерки треба да бидат многу посилни. Меѓутоа треба да знаеме и другата вистина. Во оваа криза и оваа низ од кризи никој нема да остане недопрен. И државата, и бизнисите, и граѓаните. Ако не го поделиме товарот, ако само на еден остане да ги носи, пример, државата сите мерки, а бизнисите и граѓаните да бидат целосно заштитени, тогаш таа држава на среден рок може да влезе во неповолна фискална состојба. Да, во едно интервју од април годинава велите дека во услови кога глобалната економија тешко диша, Македонија како отворена и увозно зависна економија нема голем простор за маневар. Велите, работите дополнително ги компликува тоа што нашиот фискален простор, дополнителниот кислород, е веќе значајно потрошен и просторот за носење политики без рационална анализа само ќе ја влоши состојбата и ќе го пренесе товарот на идните генерации. Фискалната каса на државата има плюс и минус, ослободувањето простор за натамошна поддршка ќе бара дополнителна буџетска пренамена. И велите дека сите мерки генерално за фаќање во тој дополнителен простор за дополнителен кислород се горе-долу исцрпени. 6 месеци подоцна, состојбата е можеби малку полоша или веројатно иста? Видите, во суштина ова е предупредување кое трае подолг период. Дури пред да се случи ова, години назад може да ги вратите и другите интервјуа. Цело време зборуваме за фискалниот простор кој е потребен во услови на кризи, во услови на надолни вакви нарушувања. Зошто? Тоа ви е како амортизер кој го имате на кола. Ако го немате тој амортизер, вие ќе почнете на бандаж да возите колата. Така да мора да го имате тој простор. Ние цело време зборувавме ефикасно трошење, сменете. Не е проблем само фискалниот простор. Во оваа ситуација во која доаѓаме, треба да размислуваме дали можеме и на среден рок да имаме некоја фискална поддршка, односно нашата фискална политика треба да биде одржлива. Што одржливо? Одржлива не значи ние да не можеме да си го платиме кредитот, односно долговите наши. Одржлива значи дека ќе се најдеме во состојба, ако е неодржлива таа политика, да мораме да кратиме трошења, да намалуваме, да зголемуваме нагло даноци, значи да треба драстично да ја промениме нашата политика за да се одржиме. Веќе доаѓате во состојба кога влијаете на економијата. И точно во оваа насока кога вие зборувате дали имаме простор, се разбира сега имаме аранжман со ММФ, се отворија некои меѓународни кои треба се разбира да ги вратиме во иднина. Меѓутоа она што треба да го кажеме во оваа ситуација, во која се наоѓаме, мора особено да биде внимателна фискалната политика, односно она што го кажете. Зошто да биде внимателна? Пред да помине кон сите овие задолжувања и така натаму, мора да се свртиме кон внатре. Ефикасноста, констатацијата од сите институции, од Државниот завод за ревизија, од нашите анализи покажува дека се уште е неефикасно. Односно, можеме со истите пари да направиме 30% поголем аутпут во економијата, покажуваат нашите проценки. Во капиталните уште повеќе можеме да направиме. И сега ние влегуваме во нови даночни реформи, промени и така натаму, а се уште не сме ги прибрали оние постоечките кои постојат. Еве само во последниот извештај на Државен завод за ревизија зборува дека околу 50 на милиони евра има пресметани, а не наплатени приходи во буџетот од претходната година. Има во јавните набавки 100 милиони спорни јавни набавки. Имате некои други причини, значи оперативноста на политиката е многу важна. Само тоа ако се направи ќе се создаде една резерва. Внимавајте, се наоѓаме во криза кога имаме зголемување на цените, а од друга страна имаме потреба од фискална поддршка. За да обезбедиме таа фискална поддршка, најпаметно е моментално од заштедените заштеди, рационализација во администрација, во институции, се лесно се кажува, тешко е да се направи, меѓутоа ако не се тргне кон тоа, да се заштеди тука за да им се даде на граѓаните и на бизнисите. Ако тргнете по другата логика, која дел се владата почнува да тргнува, ќе ги зголемиме ДДВ да носите на енергија и така натаму и со тоа ќе пренамениме. Тоа е брза реакција, пошто лесно ги собирате парите и ги давате, меѓутоа тоа ќе влијае понатаму, има дополнителни последици во ваквата ситуација во која се наоѓаме. Ако зголемите ДДВ на електрична енергија, ако зголемите ДДВ на повластени производи, тоа дополнително ќе зголемува цените и ќе влијае на стандардот на граѓаните. Затоа многу попаметно е силно оперативно консолидирање внатре на било кој план. И од страната на управата јавни приходи, царинската управа, владата, сите институции треба да направат на оперативен план како да го затегнат уште повеќе кесето. Како што направивме со електричната енергија штедењето, така може да се направи по сите основи во државата, по договорните услуги, по тековните расходи, по трошоците за одржување, по бројот на вработени администрација и така натаму и така натаму.
Добро, велите фискална политика, министерот за финансии Бесими вели најавува безкомпромисна битка против сивата економија, при тоа најавена и даночна реформа за која немаме доволно информации. Како ја оценувате таа недоволна транспарентност и што очекувате да биде столб на таа нова даночна политика, односно на промените во неа? Ке се зафаќа во данокот на додадена вредност со објаснување дека имаме најмал ДДВ од сите земји во регионот или пак ќе се интервенира и во останатите даноци? Какви се вашите информации и каков е вашиот совет во тој правец? Во контекст на даночната политика точно е дека сме спремни за даночна реформа и даночна политика. Меѓутоа, ние дискутиравме, бевме на неколку и со Академијата на науки и уметности, и со економистите, дискутиравме на оваа тема и на даночните реформи и со Министерството за финансии. Првата дискусија беше дали е времето сега и како да се направи тоа. Имајќи предвид дека вие кога сте во криза, секој поместување како шаховска табла влие на односите на другите субјекти. И може да поднесете еден потек ако сите други се повлечат назад, вие не сте постигнале ништо. Значи во контекст на собирање на приходи, во контекст на промена на ефикасност и така натаму. Затоа треба да се биде особено внимателен кога во услови на криза се носат вакви даночни реформи. И мојата идеја во таа насока беше сеопфатна, не да се оди со 3-4 мерки, него секоја институција да објави низа од мерки. Она што го кажав, ми оперативни внатре, пошто спомнавте сивата економија. Сивата економија е еден голем резервар. Долго време зборуваме за борба со сивата економија, меѓутоа се уште не сме присегнале сериозно да видиме дека ќе ја намалиме таа сива економија. Се преспоставува, ние пресметавме дека таа е значајно намалена од периодот пред 15 години. Некаде сега 23-27%. Меѓутоа има низа фактори кои влијаат на таа сива економија, од ефикасност на државата, од корупцијата, од како се вика регулативата на пазарот на труд. Значи има и други мерки кои може да се преземат и кои ќе ја намалат сивата економија без да се приде кон директно, не знам, казнување и така натаму. Така да тука треба да се направи една соопфатен удар на тоа поле. Она што сте приметиле е навистина така во контекст на известноста сега на фискалните мерки. Се донесе буџетот на државата, меѓутоа ние се уште немаме чиста слика точно кои фискални мерки, односно политики и даночни реформи ќе бидат спроведени да се направи. Министерот ги најави дел од нив, меѓутоа се уште до крај не сме на чисто како. Тоа е она за кое зборувавме. Неизвестноста не сме да остане. Бизнис секторот и граѓаните мора сега да знаат кој точна даночна реформа ќе се преземе после 1 јануари следната година. Се разбира дека треба да има, меѓутоа мора да се биде поизвестен. Дека ќе се прошири даночната база, дека ќе се зголеми ефикасноста. Тоа е се во ред. Министерот често јасно го кажува. Меѓутоа како ќе се направи тоа? Еве како ќе се зголеми ефикасноста? Кои се тие 10 мерки кои ќе се преземат и за колку ќе се, зашто и односно колку буџетот со тоа ќе има придобивка? Да, влеговме малку подетално во фискалната политика и со совети за креаторите на фискалната политика, меѓутоа ајде да се вратиме на почетокот, на она што најмногу ги оптоварува граѓаните, а тоа е растот на цените и високата инфлација. Речиси 20% во октомври годинава во однос на цените од октомври минатата година. И Централната банка и владата во неколку наврати ги ревидираше проекциите за инфлацијата и за економскиот раст во наредната година. Какви се вашите анализи? Дали се тие реални и остварливи и кога се очекува ублажување на инфлацијата? И на крајот, зошто Македонија е со рекордна инфлација од сите земји во регионот? Па видите, имате повеќе проекции во контекст на инфлацијата и на економската активност кои се однесуваат. Имате Меѓународен монетарен фонд, Светска банка, Министерство за финансии е најоптимистички во таа насока. Сега излегува Народната банка. Јас сум член на Совет на Народната банка, па имаше едни проекции кои ги презентираше гувернерката преходната недела. И еве јас ке се осврнам на дел од проекциите поврзани со оние на Народната банка, имајќи предвид дека тие се едни од поконзервативните, ако ги видите. Значи едни од по-ниските, прилично внимателна е Централната банка кога врши проекција, ако се разбира како што ги ревидираат сите меѓународни финансиски институции проекциите, така ги ревидираше и Народната банка, затоа што неизвестноста е голема во оваа насока. Се разбира во контекст на инфлацијата, еве оваа година е некаде 14,6, следната година се претпоставува дека ќе биде 8,9 инфлацијата. Не е ниска инфлацијата. Ако ме прашате мене лично во контекст на инфлацијата, прво за проекциите, па ќе ви одговорам зошто е прилично висока инфлацијата и во контекст на мерките на инфлацијата. Најпрвин гледаме веќе последниот квартал, моите очекувања се дека инфлацијата ќе почне благо да се намалува, имајќи предвид дека ликвидноста веќе е прилично намалена во економијата, економската активност успорува полека на ова поле, се носат определени мерки, сега гледаме и фискалната политика за цените, монетарната власт се презема дополнителна мерки на таа страна. Цените на храната барем оваа година гледаме дека се ублажени. Следната година имаме неизвестност, меѓутоа и определено благо зголемување некаде е најавено. Енергијата исто, со исклучок на нафтата која ќе обезбедува, ќе треба да има соодветен пат, така се проекциите глобални, така да се очекува дека моето очекување е дека дури и под
инфлацијата која предвидува Централната банка следната година, за ова не сум сигурен, меѓутоа за последниот квартал очекувам благо намалување на инфлацијата, следната година веќе преполовување, драстично намалување и веќе од 2023 година, односно 2024 година се сведуваме на некаде 2 до 3% инфлација. Се разбира се ова по знак на прашалник, имајќи превид украинската криза. И имајќи ги превид движењата глобални геополитички кои се случуваат во моментот. Така да во таа насока јас сепак сум мал оптимист дека ќе имаме забавување, односно приспособување на глобалните пазари на веќе покачените цени, прецена енергијата и ќе имаме некој намалување. Се разбира тука има и ефектите наши и нашите домашни капацитети, нашите инвестиции во енергетски капацитети. Значи има многу варијабли кои може да влијаат на овие цени, мерките кои се преземаат. Сега во контекст на зауздување на инфлацијата, она што ме прашавте, се преземаат повеќе мерки. На едната страна се централната власт, односно владата која презема определени мерки, гледате сега со прехранбените компании и така натаму. Колку се ефикасни тие мерки можеме долго да дискутираме, дали требаше административно замрзнување, дали требаше маржите, меѓутоа за сите од овие треба дополнително, како да кажем, можеби дискусија, анализи, информации колку беа ефикасни овие мерки. Дали требаше повеќе да се пресегне, меѓутоа сепак се враќаме на старото ефикасноста и зголемување во оперативноста. Голем дел од бизнисите, гледате сега, се жалеа и граѓаните во пандемијата на информацијата за определените мерки и колку тие може да ги искористат. Гледате, поднесуваат барање, па немаат одговор, па има определен период, значи во контекст, на тоа ќе се задржам за да не ги коментирам една по една мерките, ефикасноста во обезбедување на тие услуги. Нудите мерка за земјоделците, нудите за оние кои треба енергетска ефикасност проект да направат. Вие морате до крај да го водите, да му обезбедите информација, ако треба да му обезбедите и лице кој ќе го води, ќе ги пополни документите, ќе го направи тоа и ќе биде многу брзо. Последните беа бизнисмените дека немаат одговор на нивните барања за, не знам, инсталирање, мислам дека беше на односно поддршка беше за овие за цените намалува во прехранбената индустрија за електричната енергија. Само да докажем, Народната банка исто презема голем број на мерки, од каматната стапка основна, од задолжителната резерва ја зголем и последното зголемување е прилично значајно. Ќе одиме со реакцијата на монетарната власт малку подоцна, значи генерално вашите забелешки во однос на мерките досега донесени во повеќе пакети се нетранспарентно, недоволната транспарентност и недоволната дореченост, односно пристапот до тие мерки, а не самата суштина на мерките. Видите, во суштината мораме да кажеме дека секој мора да ја пушти ногата колку што му е долга чергата. Значи мора да знаеме колку е фискалниот капацитет и ограничување. Се разбира, на едната страна се неефикасноста, слабата буџетска, како да кажеме, наплата, можноста да се зголема, точно дека имавме едни од најниските даноци во регионот и во Европа, и тоа е точно. Дека има простор за зголемување и таа, меѓутоа тоа треба да го имаме превид, толку е нашиот капацитет фискален. Голем дел зборуваме за оперативноста затоа што типот на мерките кои се преземаат се слични горе-доле во сите земји. Меѓутоа капацитетот со кој ние можеме да ги преземеме е тој. Хрватска има над 2,9 милиарди евра мерки, ние не можеме толку. Знаете, во период кога се носеа последните мерки, 75-80 милиони, тогаш беше неизвестно дали ќе имаме од ММФ кредит, беа неизвестни некои други фискални приходи, така да владата се однесува во она што го има. Може би треба да биде поискрена да каже дека капацитетот е толков. Ние и да сакаме повеќе не можеме. За граѓаните се разбира, имајќи ја преви потрошувачката кошничка колку е зголемена, мерките кои се даваат од 1000, од 3000, од 6000 денари се прилично скромни за да се направи тоа. Може би требаше да бидат дупло тие мерки, меѓутоа се разбира има определени фискални калкулации зошто е тоа така. Јас мислам дека има капацитет дополнително граѓаните да се поддржат. Во однос на бизнисите, тука анализата треба да е уште поголема, затоа што поддршката на бизнисите бара огромни суми на средства. Тамо не се мали средства да вие да поддржите определена компанија, индустрија, да ја дадете кредит и така натаму. И тука треба да се размислува делумно за директна поддршка, а многу повеќе за определена кредитна, повластена кредитна поддршка, олеснување на определени процедури и така натаму. Така да со комбинација на мерки да се направи тоа. Така, дали Македонија има највисока инфлација од земјите во регионот поради тоа што е увозно зависна од енергенси и од храна? Како си дозволивме на мала Македонија, земјоделска земја како што е нашата, да биде да троши околу милиарда евра годишно за увоз на храна? Горан, точно добро го дефиниравте тоа. Структурата на економијата, тоа вие, јас често споредам со автомобил. Имате определени мотор, имате други делови, имате карбуратор и така натаму и тоа е тоа. Таа економија може да оди со определена брзина. Вие може да турирате до крај, да одите со дупла брзина, меѓутоа треба да правите ремонт за некое време. Така да мора да се однесувате согласно она што го имате. И ние сме увозно зависна земја, имаме огромна концентрација на
увоз во определени производи, пред се основни, примарни и енергетски производи, имаме извоз во неколку држави. Дури извозот ни е ризичен, затоа што ако нашите трговски партнери го намалат својот капацитет за економската активност, драстично ќе падне и нашиот извоз. Ако падне извозот, нашата економија веднаш се намалува. Тука не помагаат мерки. Од друга страна, увозната зависност. Ние сме над 2/3 увозно зависни од определени примарни производи. Сега кога викаме инфлацијата се зголемува во сите производи, се зголемува затоа што дел од тие примарни производи се поврзани со производството на сите стоки и услуги. Со тек на време таа инфлација поминува од трошоците основни на другите производи. Ние не увезуваме само, ние увезуваме и пасти за заби, увезуваме 300 производи, низа производи за лична потрошувачка. Така да се тоа влијае на зависноста. Тоа е едната. Прво, храната, енергијата и транспортот се над 2/3 од нашата потрошувачка кошничка. Кај сиромашните слоеви на население тие се 80-90%, замислете. Спаѓање. Значи ударот е уште поголем. Тие производи има најголемо зголемување на цените. Тоа влијае кај нас. Ние сме увозно зависни. Сега, дали можело да се смени тоа во минатото, се разбира дека можело да се смени. Можело да се работи на производството на храна, на производството на енергија. Имало стратегии енергетски, ние требаше да одиме кон зелена енергија и така натаму. Меѓутоа, тоа се прашања кои треба да се дискутира во стратешки период од, не знам, 10-15 години. Тоа не се прашања кои сега можеме да ги решиме. Сега и да кажеме можеше да биде подобро, тоа нема да смени состојбата. Така да се сложувам, увозната зависност, структурата на нашата економија, се разбира, мора да кажеме, имаше мал ефект. Јас ги гледам трговските ланци зголемување на цените. Значи државата мора да поземе соодветно контрола и врз она што се случува на пазарот, зборувам не од производителите само, од трговците на пазарот и цените. Има нереални зголемувања на цената? Јас мислам дури дека последните месец-два имаме прилично намалување. Ако ги погледнете, еве ова може да го кажам повеќе од лично искуство, ако ги видите рафтовите, гледате дека имате акција намалување на 30% на млекото ако земете 3, значи имате драстични осцилации меѓу маркетите и во цените во еден маркет за 3 дена. Тоа значи дека нагаѓа, има инфлаторно очекување оној кој е трговецот и проба со определена цена, па тестира, па го трга производот, па го става. Контролата е неопходна тука. Ако ги видиме профитите, јас ги гледам дека претходните години 5 кои земете нема ни една трговска компанија од големите ланци трговски загуба. Прават огромни профити. Така да голем дел од државите прибегнуваат и кон тоа, ги гледаат профитните маржи. Ако е зголемена профитната маржа на фирмата во просек за повеќе, пример, од 10% во споредба со претходните 4 години се оданочува тоа зголемување. Значи дајте да го видиме и тоа дали некој профитира, затоа што тоа предизвикува двојна штета. И го нагризува директно стандардот како пари на граѓаните и предизвикува паника кај нив дека цените се зголемуваат и така натаму. И ако немате контрола, ви имате мерки, нема пак да има ефект врз, ако замислете се ги ограничувате цените, маржата ја ограничивме, административни заграни ставате, ако немате контрола да се мониторира, се казнува, она што сте го рекле дека кога го спроведувате, цените не паѓаат. Цените само драстично, мислам, привремено се намалуваат, меѓутоа пак се зголемуваат. И затоа само да го докажам, бев јас против оние административни мерки. Често се зборува дали требаше да ги замрзнеме цените или не требаше. Административни мерки на замрзнување на цени се носат кога имате очекуван некој период дека таа криза ќе трае. И тоа го замрзнувате 3 месеци додека се смири пазарот, да се смират очекувањата и очекувате дека ќе помине тој период. Но во услови кога не се знае колку ќе трае војната и колку ќе трае. Тогаш тоа е како цевка во која се собира вода. И сега вие чекате, сте го запреле тука цената и се собира, се трупа. И бизнис секторот, револтот, неговиот профит се намалува. Верувате, никој не сака бизнисмен профитот да го намали за да го така да на тој начин на крај се зголемува драстично цената. Дури и во ситуација кога задолжувањето е на онаа граница да ја помине таа линија од 60% од бруто домашниот производ и да имаме неодговорна политичка елита која ќе сака тој товар да го пренесе на идните генерации, вие сте кажале дека една од првите лекции кои ја учат студентите по економија е дека и да се зголемуваат платите и да се дадат свежи пари во оптек, тие не може да ги победат цените. Така не може да се воспостави таа рамнотежа и тоа не е решение. Така. Сега во услови на ситуација што многу пластично и добро ја опишавте, кој слој од граѓаните се најпогодени и како тие ќе врзуваат крај со крај? Па видите, најранливите слови на граѓани се најмногу погодени. Од тука политиките треба да бидат насочени кон нив. Она што го кажав е и добро е познато, онаа лична инфлација. Значи ви имате инфлација просечна која моментално е 14%. Меѓутоа имате лична инфлација, односно секој граѓанин согласно својата потрошувачка кошница има соодветно влијание на овие цени. Сега ако земете пензионер, тој троши повеќе храна, основни производи, малку транспорт, многу за лекови, многу за медицински трошоци. Имате студент кој има определено, имате оној со минимална плата.
Значи тие кај нив основните производи кои ги трошат се огромен дел од таа потрошувачка кошничка. Не трошат ресторани и хотели, можеби кај што исто имаше зголемување на цените, меѓутоа трошат основни производи во 70-80%. Така да тоа зголемување дополнително влијае на нивниот стандард. Значи тие граѓани се најпогодени. Од тука ние можеме дури и со таа потрошувачка кошница да утврдиме кој слој од населението колку е погоден и врз тоа колку е погоден да се дефинира мерката и поддршката која ќе му се даде. Не мора 100% да му се надомести, меѓутоа барем 50-60% мора да му се надомести за да се одржи неговиот стандард на живот. Ако тој е погоден месечно со над 10.000 денари, вие треба барем 6-7.000 денари да му обезбедите некоја поддршка за тој да може да го анулира тоа. Значи треба да не биде тоа случајно колку ги поддржуваме, се разбира колку е можноста, меѓутоа мора да видиме кои слоеви од населението се погодени. Да му помогнеме и со директна поддршка, да му помогнеме и со влијание врз цените на тие производи да се намалат. Во такви услови голем број од луѓето прибегнуваат кон така наречените брзи кредити, од едно задолжување во друго задолжување за да успеат да вратат долгови до следната плата или до следниот прилив на пари. Што за вас значат брзите кредити? Дали представуваат одредена опасност за населението и за преголемо задолжување? Па видите, брзите кредити се така интересен инструмент, имам дури подолго време размислувано, затоа имајќи предвид дека нивната забележливост и агресивен пристап е прилично евидентен во последниот период. Граѓаните никнуваат на повеќе места, имаме билборди со брзи кредити, имаме голем број од трговците кога одите да купите телевизор, на страната стои брз кредит. Значи ви кажуваат, овој ако сака тој модел можете слободно брз кредит ќе го вратите и така натаму. И тука нема никаков проблем. Тоа се институции кои се работат со сопствени средства, значи не се депозитни и ги даваат и нема никаков проблем. Министерство за финансии одговорно за нивната контрола, анулирање го спроведува законот за во тој домен. Тие во еден дел имаат и некоја улога во смисла во ваквите кризни времиња сите оние кои не може да пристапат до кредит до банка обично присегнуваат кон овие кредити, тоа се обично оние поранливи делови од населението или за краткорочни потреби и тие дел имаат и некоја дури позитивна улога во смисла да ги чистат билансите на банките, пошто тие се ризични побарувачи кои ги бараат таквите кредити. Меѓутоа она што се случува е доследната примена и што кај нас се случува во овој момент. Ги земаат прво ранлив дел на населението, голем дел, јас би рекол, контролата не знам колку е ефикасна, затоа што не е проблем каматната стапка, таа е дефинирана на кредитот. Имате дополнителни трошоци поврзани со овие брзи кредити кои дел од овие граѓани ги ставаат во многу неповолна положба. Тоа се, ако закасни 2 дена може да му се дуплира ратата. Ако се случи некои провизии дополнителни, односно со дополнителните трошици вие може да го дуплирате лесно основицата на кредитот ако не се придржувате кон определени. Значи се наоѓаат определени простори во таа регулатива кај што може тие што ги нудат тие кредити да обезбедуваат определен приход. Дури се случува, имам дискутирано со голем дел населението, приматели на социјална помош, пензионери и така натаму, се им се јавуваат по неколку пати од тие институции да им го понудат кредитот. Значи пристапот е директно кон нив. Знаат дека има некој сигурен пристап, односно прилив, тој пензионери и така натаму и тие агресивно пристапуваат кон него, дел од нив се наоѓаат во неповолна положба, ви реков, осиромашуваат, нивниот стандард се зголемува, не може да ги вратат и така натаму. Значи целиот систем не е проблематичен, контролата е неопходна. Тука се Министерство за финансии, Советот за заштита на потрошувачите, имаме закон за заштита на потрошувачите, зборувам не само во регулативата која е под Министерство за финансии, него и заштитата на потрошувачите мора ефикасната контрола да се спроведе. Значи мора и Организацијата за заштита на потрошувачи, мора и Министерството за финансии, мора и Советот за заштита на потрошувачите директно да ги провери сите клузури, да излезе на терен, да провери како се одвива тоа, да ги сослушате од граѓаните, односно потрошувачите кои користат овие депозити и на тој начин да се обиде да ги заштити, затоа што имаме голем број исповеди од голем број на граѓани кои се наоѓаат во неповолна положба. Инаку тие се регуларен играч на пазарот. Така. Сега само да дополнам во контекст на ова со брзите кредити целосна имаме нов закон за платежни услуги кој се менува дополнување ново, односно пазарот на платежни услуги ќе се менува и понатаму. Веќе е донесет законот, Народната банка ги усвоивме одлуките преходната недела. Значи тука ќе имаме огромна промена која ќе има исто ефект на граѓаните. Во која насока? Веќе се овозможува сите приватни трговски или правни лица и така натаму да основаат институции, односно кои ќе вршат платежни услуги. Кај што ќе може или ќе работат со електронски пари, ќе можете да депонирате средства, ќе стоат на посебна сметка во Народна банка и тие ќе може со тие пари да функционираат, да обезбедуваат покрај банките. Че тоа треба да ги притисне банките, да создаде конкуренција, да ги намали провизиите, да ја зголеми ефикасноста, се разбери да ја зголеми сигурноста. Ова може да се направи едно поука, да кажам, еве и за ова со брзите кредити. За овие нови платежни институции Народната банка ќе дефинира 11, 12, 15 услуги стандардни, ќе ги објавува цените за сите.
на месечна основа ќе знаете точно која колку и да ги споредите сите нив. Сега моментално го немаме ова за брзите кредити, да може да видите на едно место какви се условите кај сите. Дали се поволни, каде се оние точки каде што може или скриени трошоци. Или скриени трошоци. Така да тоа мислам дека треба што побрзо да се направи затоа што во услови на криза може да дополнително да ескалира оваа состојба. Ве прекинав преска за монетарната власт и монетарните мерки кои се донесени до сега историски, не историски, меѓутоа во последнава деценија рекордна висока каматна стапка 4,25. Како ги оценувате оценките на некои експерти и експертска јавност дека мерките на Централната банка се задоцнети, дека порано требало да се оди во нагорна линија во таа корекција и изголемување на основните каматни стапки, дека можеби предоцна е реагирано и вие како експерт кој анализирате таа избалансираност помеѓу фискалната и монетарната политика, дали во Македонија се тие добро искоординирани и синхронизирани? Па видите, во контекст на Народната банка мораме да кажеме дека ние често следиме оваа основна каматна стапка. Основната каматна стапка не е единствениот инструмент со кој може да влие нашата централна власт. Зошто? Основната каматна стапка често е основен инструмент, меѓутоа ние имаме фиксен девизен курс, имаме специфична монетарна политика и таа основна каматна стапка обично дава резултати со определено закаснување. Тоа не се случува веднаш. Има дел од држави како Чешка, Унгарија, Словачка, кои почнаа уште една година пред да започне нашата држава да ги зголемува каматни стапки пред Македонија. Денеска имате чешката енергетската криза беше предвидлива и лани ова време, не требаше да ја чекаме војната во Украина. Така, за да видим... Првата мерка на Централната банка беше во април година. Во таа смисла дали може би задостни? Само да го кажем ова. Чешката почна една година пред нас. Сега објави гувернерот на Чешката Централна банка дека веќе нема да делуваат со основната каматна стапка. Таа нема ефект. Значи во сите земји кај што имаме зголемување, јас пробав да направам некоја анализа дали зголемувањето на основната каматна стапка ја намалува инфлацијата. Трендот се разбира, некаде е повисока, некаде е пониска. Верувајте, кај нас е повисока, ви рековме, заради структурата. Дури во Европската унија, ако погледнете Литванија, Естонија, Чешка, Словачка и така натаму, има драстично поразлична инфлација отколку што има на пример Франција и Германија. Иако имаат иста монетарна политика, и сите се во Европска унија. Тоа покажува дека структурниот фактор е многу важен. Сега, имате дел држави ја зголеми основната каматна стапка, меѓутоа немаше ефект. Она што беше, што често се дискутира и Народната банка го потенцира е дека преку девизниот пазар се повлече огромна количина на ликвидност. Уште пред да започне да се зголемува основната каматна ставка. И па се задолжителната резерва се зголеми, па кредитите преку ноќ. Значи тоа е еден сет на мерки кои делуваат заеднички во намалување на ликвидноста. Ви имате зголемување на трошочната инфлација и во тие услови како сега последните месеци имате зголемување на лебот, млекото на основните производи. Вие колку и да зголемите монетарната политика не можете да го намалите побарувачката за млеко и за леб на определен граѓанин. Ме сваќате од таа страна, значи како делуваше Централната банка, се разбира дека е голема, се разбира дека и понатаму ќе треба се следи да се гледа стабилноста на финансискиот сектор и така натаму и да се делува во насока како треба на дополнително затегање. Меѓутоа ако затегнете пред време, во ситуација кога имате 70-80% варијабилни кредити на населението, кога имате компании и гледаме дека нивните депозити се намалуваат во банкарскиот сектор и така натаму, вие морате особено внимателно со цел вашето затегање на монетарната да не предизвика дестабилизација на финансискиот систем. Значи секое затегање влијае на економската активност, влијае на достапноста на кредити, така да тоа е еден баланс кој мора да се преземе. Сега дали има соодветна координација, се разбира, за да имате ефикасна политика мора фискалната власт да се придружи во оваа акција. Централната банка во услови на трошочна инфлација не може многу да направи. Може да донесе определени мерки, меѓутоа не може да заужда инфлација. Тоа се гледа по дел од земјите кои го прават тоа. Што треба фискалната, она што го кажавме, само ефикасност и зауздување на кесето на трошење во определени домени без да ја зголеми својата ефикасност. Зошто го кажувам тоа? Се најавуваат определени зголемувања на основните производи на ДДВ, електричната енергија. Следната година имаме согласно формулата индексирање на платите и пензиите и така натаму. Се тоа има соодветен ефект на страната на цените и на инфлацијата. И од таа страна мора да седнат, односно треба да, и мислам дека се прави координација на монетарната и фискалната власт со цел мерките да бидат воедначени. Она што се случи ако се вратиме назад 2008-2009 година, треба да видите дека фискалната политика е екстремно почна, имаше трошење и така натаму, монетарната власт почна да затега и каматната стапка стигна до некои 9%. Така да координацијата е пресудна во оваа насока. Професоре, да се надеваме, како што рековте на почетокот, да бидеме оптимисти сите и да се надеваме дека овој брод на кој сме качени сите ние како граѓани и бизниси ќе успее да го помине на разбранувано море и ќе стасаме до пролети, до наредната година кога
треба да очекувам известна стабилизација. Па видите, ние генерално јас мислам дека ќе го пребродиме. Ова на крај да завршиме со една оптимистичка изјава. Вие рековте нашиот брод се разбира, обично викаат сите ако го ставите бродот, ако не се мешате брановите може да во однесат, меѓутоа бродот нема да потоне. Сакам да кажам ќе помине оваа криза. Работата е дали ќе останеме со едно скршено едро, дали ќе ни остане кормилото, дали граѓаните внатре ќе имаат морска болест или ќе немаат. Последиците се важни со кои ќе го поминеме. Ние секако фирми ќе затворат, колку работени ќе бидат отпуштени. Така, ние секако ќе го пребродиме. Ова и се надевам, јас затоа ви реков оптимист сум по природа и се надевам дека од следната година веќе граѓаните ќе може да очекуваат некое мало барем улабавување на оваа серија на кризни состојби. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма.